5 минути со Чавес, секи ви се разјасни. Ова се настаните на неделата. За муштулук би позлатио, прво ко ми буде јавио. За муштулук би позлатио прво ко ми буде јавио. Пее босанскиот крал на кафаните и омилен пеач на лидерот на СДСМ во Сенка, познатиот Зоки Другарче и неговото алтер его Венко Филипче. На журката во Дубај може да им позавиди светскиот джет сет. И навистина, што е разликата кога на увце ти пее, например, Дженифер Лопес или пак Харис Джинович? Зоки Јонака немаше да разбере што пее Джей Ло, додека со Харис е полесно. Зборува и пее на ист јазик како девојките на кои наш Зоран им се удварал во Горњи Милановац. Или беше Долни. Значи ке пукнам од радозналост што му шепкаше нашиот несуден Нобеловец на Джинович. Дали му ја нарачуваше и тебе сам сит кафано или па го викаше да пее на роден ден на СДСМ, бидејќи роденденот на Зоки беше скоро. За журката во Дубај Зоки одбра бела кошула на туфници. На таа пара поштено си го износи кошулчето. Филипче пак од страна фаќаше сеир со мобилниот и го снимаше Зоки и Харис додека го пиуцкаше пивото. Венко Јонака нема многу причини за радост, особено откако ја слушна последната анкета во која тој од Мицковски, кажано фудбалски, губи 5-1, а СДСМ од ВМРО ДПМН е 3-1. И на таков резултат со цел памет тој бара предвремени парламентарни избори. Дека ги побркал лончињата му покажаа неговите партиски другари Шилегов, Таче, Маричиц, Славјанка Бисера, кога не му дојдоа на состанок, туку го оговараа на Фејсбук. Може му се лутат што не ги зел во Дубај. И тој ќе одел на избори, а без среди си ја партијата за локални земи некој градоначалник, инаку мафтија работава. ВМРО-вциве уште од сега се спремни, а вие како сте тргнале ќе ги изгубите и Центар и Струмица. А на Зоки Јонака му е сеедно, тој си има друга мака. Негова грижа е колку ќе пропее бизнисменот Крмзов за бизнисите со фамилијата Заеви. Ако пропее, ни Струмица ќе се пее само една песна. До песна не му е на Али Ахмети. Тој на стари години мораше да научи од Nokia 3310 да пишува Facebook статуси и да закачува видеа. Ова го може само Чак Норис и Јаца Антич од Зајас, како што гласи неговото уметничко име. Пишем ти писмо да заедно нисмо, се пожали Ахмети до премиерот зошто не бил на власт, а победил кај албанците. Да, кај албанците, бидејќи дуи само тоа е важно. Тие Македонија разбираат како фирма во која треба да ги вработат своите гласачи и тоа да се вика балансер. Кој знае дали во своите фирми би вработиле некој по балансер или ќе бараат некој што си ја знае работата, без разлика дали тој се вика Драган или Арбен. Немаше никогаш да дознаеме дека Ахмети користи Nokia 3310 и оти не пишува ниту SMS пораки да не беше Артан Груби. А знаеме кој во денешно време користи вакви телефони. Амбасадорот на ЕУ, гркот Рокас, пред неколку дена беше во посета на Билал Касами во Тетово, во седиштето на Беса. Удобно завален на креветот, не забележа дека во просторијата го нема македонското знаме на државата која му пружила гостопринство, а го има знамето на соседна Албанија. Ајде што не видел дека го нема државното знаме, туку над главата му висеше сликата на Адем Јашари, основачот на УЧК. Баш ме интересира дали грчкиот дипломат во друга земја би влегол во просторија со таква иконографија или наместо грчкото да стои знамето на Турција. На најважните избори во светот победи Доналд Трамп, кој по 4 години се врати во Белата куќа. Неговата победа беше изненадување само за нашите добро информирани новинари и експерти, кои тврдеа дека сигурен победник е Камала Харис. Харис, не Джинович, водеше на анкетите како СДСМ што водеше пред парламентарните избори. На фудбалски надпревар ова би се рекло погледнете семафор. Бугарите се налутија дека славниот Џон Малкович во театарска представа ги прикажа како орда од нечисти и неписмени кукавици со црни клинци. Не сум ја гледал представата, ама штом Ангел Џамбаски толку се жести и упаѓа во театарот, мора да е добра. Во Струшко се пронајдени артефакти од пред 2500 години. Можам само да замислам што ќе се случуваше ако вакво археолошко богатство се најдеше додека на власт беше СДСМ. Веќе ќе беа спакувани и пратени во Атина или Софија, во името на добро соседството, се разбира.